لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جمعوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Amma ba'd, благодарност и слава му изразуваме на Allah Azza wa Jal, Господар од сите светови, кој не почасти да бидеме следбеници на оваа возвишена вера Ислам, единствена вера која е призната, единствена вера која е прифатена и сакана кај Аллах Джелле Шанху. Инна дина инда Аллахи l'Ислам, единствена, призната, прифатена вера кај Аллах Джелле Шанху е Исламот. Истовремено, донесуваме салават и селам, мир и спас и благослов, нека биде врз Аллаховиот пегамбер Мухаммед салалаху алейхи ва саллам, врз негова честна фамилија, асхаби, табиин и сите оние кои во добро го следат до јаумуд дин, до судниот ден. Денеска со помош на Аллах Азza wa Jal сакаме да се задржиме околу едно куранско правило, шеријатско правило. Тоа правило е спомнато и во Куран. Тоа правило е спомнато и во Суннет. Тоа правило е познато и меѓу луѓето. Allah во Куран вели џазаан вифаqa. Наградата ќе биде сходна според делата. Ако човек направи добро, тогаш може да очекува добар резултат. Ако пак човек направи зло, направи шер, тогаш да знае дека злото ќе го стигне. Секој што чини зло, злото ќе го најде. И да не дојде Куран азимушан, ниту Суннет на пегамбер алейхиселам, самиот разум, самата логика на човекот го учи и го поучува дека оној што чини добро, тој е мирен. Како што рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям, асидку туманине, вал кадибу рибе. Кога човек ја зборува искреноста, кога човек ја зборува вистината, тој е мирен, тој е спокоен. Додека човек кога мами, човек кога лаже, тогаш тој е во дилема, тогаш тој е уплашен, тогаш тој е во страв, бидејќи знае дека лагата еден ден ќе излезе на виделина. Шеријатското правило, кој ние сакаме да нагласиме, гласи дека ако мен амиле салихан фали нефси, кој ќе направи добро дело, тој направи за себе. Омен асаа фа алейха, а ако направиш и зло, тогаш тоа зло ќе те погоди тебе. Затоа ќе спомнем еден практичен пример. Еден пример кој се случил во Саудиска Арабија. Пример кој дава многу поука за сите нас. Тој пример е познат случајот со кадијата. А што значи кадија? Кадија значи судија. Имаше еден студент, учеше правосудство. Значи, факултет за право, за утре дента да стане што? Да стане судија. И додека студентов беше на студије, еден ден кога се враќа дома, овој студент беше од една област
во Саудиска Арабија, која се вика Джизан. Кога се врати ученикот дома, и кога што ќе види во неговата спална, во неговата соба, жена му со некој туѓ маж со шпалер. И кога ги најде овој студент, значи ја најде својата жена, тогаш само рече хасбуналлаху ва ниъмал векил. Доволен ми е Аллах, подпомагач. И тој ми е прекрасен заштитник и подпирач. И рече на жената, спремај ги парталите, ќе те носам кај твоите родители. Значи ја разведе 3 пати во исто место. Додека тој швалерот што беше присутен, тој се смееше иронично, се смееше цинично. А таа почна жената да се оправдува, тој ме нафел, шејтанот ме заведе. А тој рече, Аллах да те покрие. Студентов, Аллах да те покрие, само рече. А пак на тој швалерот му рече само, Аллах го препуштам. Аллах го препуштам врз тебе. Јас не ти се одмаздувам, ниту те казнувам. Има еден кој гледа, еден кој посматра. И така, жена му живееше 300 километри далечина од нивниот дом. Ја спреми жена му со парталите и ја однесе кај незината мајка, кај незините родители. Ја разведе жена му. Годините поминуваа, животот течеше. Тој заврши правосудство на универзитетот Крал Мелик Абдулазиз во Џидда. Тоа е еден од поголемите градови во Саудиска Арабија. Откако дипломира правосудство, беше еден од најдобри ученици. Веднаш кога заврши, го поставија да биде судија на судница во Џидда. Се ожени со честна жена, доби чисто и побожно потомство, деца, жена, фамилија. Како што поминуваше од време на време животот, кога еден ден во судница му доаѓа еден случај. Човек убил на друг човек. Па сега во судница да му се суди. Дали ќе му се суди смртна казна или она што следува. Кога влезе тој човекот кај судијава, кога судијава веднаш го препозна. Го препозна на овој човек. Тој беше швалерот кој пред неколку години го најде со жена му во постела. А овој вече го заборавил. А овој го памти. Рече, што е проблемот? Рече, јас убив човек. А зашто уби човек? Бидејќи во шеријатска казна мен котеле нефсен, кој ќе убие невина душа, во шеријат му припаѓа кисас. А кисас значи душа за душа. Ако убиеш, и тебе ќе те убијат. Освен ако фамилијата му прости, му халали. Значи, зошто си убил човек? Рече, бев на работа. И кога се вратив дома од работа, ја најдов жена ми с еден швалер. Значи, овој човек пред неколку години тој беше швалер на друга жена. Сега, после неколку 10 години повеќе, тој доаѓа дома и својата лична жена, сопруга, ја наоѓа со туѓ маж. И добро, што направи ти? Му рече судијата на тој што убил. Рече, јас кога видов тоа не можев да издржам. Скокнав и го убив. А, рече, го уби. Зашто не рече хасбуналлаху ва ниъмал векил? Зашто не рече Аллах ми е доволен и тој прекрасен заштитник? Зашто не рече Аллах да го покрие
od Allah da najdeš. I toga šuj. Reče, čekaj mu reče. Reče, ovi zborovi nekako mi se poznati. Reče, poznati ti se ovi zborovi, ja? Da, reče, od kada ti se poznati? Reče, moram da priznam, pred nekoliko godini beš se jedna tuđa žena. I dojde mažot i me najde. I to je gi napravio ove zborovi. To je gi izreče ove zborovi. I reče, to sam jas. I toga što je počeo da se kaje. Reče, zašto ne reče, dovolim mi Allah? Zašto ne napravi sabor? Zašto ne reče, Allah da pokrijem? Zašto da gubiješ? Reče, nema sabor, nema da izdržam. Ne može to da zamislim da gledam žena mi su druga. Reče, ona što go praveše, to сега tebi ti se vrati. Ti otide со tuđa žena, vidi kako se zavrte cijela situacija, da nekoj da legne со tvoja žena. Сега шеријатска казна ти е смрт. Освен ако фамилијата се повлече и рече ќе му простиме на овој човек, тогаш нема да бидеш убиен. Разбирате? Значи, негова казна е, народ се вика кисас. Allah mu krveli, وَلَكُمْ فِي الْكِسَاسِ حَيَاتٌ يَأُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. И вам би се пропишува, задолжува кисас, одмазда, глава за глава. Убил ќе го биете. Тоа е поука за оние кои имаат разум, за да бидете побожни и искрени. Тука завршува примерот. Нам не интересира дали на крај го убиле или му простила фамилијата. Нам ни е важно поуката. Дека овој одеше по туѓи жени, на крајот што се случи? Та друг оди со неговата сопруга и жена. Затоа кога дојде еден младич кај пеганот саллаху алейхи ва салем, слушај ово. Дојде еден младич, но момче младо. А пегамер алейхи салам беше со асхаби, со другари. Му рече, ја Расул Аллах, иъзан ли фи зина. Рече, Боже пегамере, дај ми изин да правам блуд. Дозволи ми да чинам блуд. Асхабите стана, се раздутија. Му како не ти е срам, безобразник еден, да бараш изин за харам? И пегамер рече, смирете се. Тој дојде да побара одговор. Јас ќе речем работа. Вие смирете се. Што асхабите не може да замислат некој да бара дозвола за харам. Како некој да дојде денес ќе ти рече, оđe дај ми дозвола да пие малку. Има некој право? Дали има некој право харам што Аллах го направил во Куран или пегам со селем да некој го дозволи? Никој нема право. И пегамер алейхи салам рече дојде момче, го доближи. Виде се пегамер алейхи салам. Гледајте сега како учител ги лечи болни луѓе. Младичев што бара? Бара дозвола да чини харам, да чини блуд, проституција, дојде со туѓи жени. И пегамер ќе дојде го доближи. Хел тардаху ли уммик? Дали го посакуваш за мајка ти? Дали посакуваш некој со мајка ти да спие? Значи, федак е умник. Курбан да бидам Божи пегамер. Тоа кој би го посакал? Па рече, таа жена, која ти сакаш дојди со неа, таа некој е мајка. Хел тардаху ли ухтик? Дали го посакуваш за сестра ти? Дали посакуваш некој дојди со твојата сестра? Сачувај Боже. Таа со која сакаш додиш, таа некому е сестра. Хал тардаху ли халетик? Дали го посакуваш за твојата ала? Дали го посакуваш за твојата теза, за твојата тетка? Значи ти која сакаш да направиш со некоја жена, таа некому е или мајка, или сестра, или теза, тетка, или ала. Пегамер го учи на психолошки начин да свати дека тоа е харам и дека тоа е човек треба да земе секогаш пример од себе. Ибтеа би нефсике, почни прво од себе. И тоаш Пегамер со селем својата рака му остави на неговите гради, ала садрихи, и рече, Аллахумма
طهر قلبه وحسن فرجه. O Allah, očisti mu srceto i sočuvaj go od haram. Sočuvaj go, negoviot organ od haram. I kažuvat istoričari, vika toa momče već je u život nikoj pa ne pogledalo od tuđa žena. Nito mu teknalo na pamet da odi se neka tuđa žena. Poradi bereketot od dovata na pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je pravilo šerijatsko, deka onoj što čini haram i što čini šer nekomu, to će mu se vrati kaj njegov se desi. Zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kako rekao: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Ne možeš da budeš kompleten i savršen vernik sve dodeka ne posakуваš za drugi od brat musliman ono što go posakуваš za sebe. Za sebe posakуваš bogatstvo, za sebe posakуваš ratluk, mir, spokoj, za sebe posakуваš sreća, toga si dužan da posakaš i za drugi od brat musliman ono što go posakуваš za sebe. A ako posakуваš za neko zlo, toga će te pogoditi tebe. Zato da se čuvamo od zlota koje go pravime, videći ona zlo koja go pravime sprema nekoj drug, to zloto će se vrati kaj nas, so bumerang, to vika, so bumerang. Zato go molim Allah Đelešanu da ne sočuva od iskušenijata na dunjavog i ahiret, da ne sočuva od zlotom, da ne upatimo pravilje na dobri delo. Allahumme inni asaluka fil al-khairat wa tarka al-munkarat. O Allah te molime da ni pomogneš da pravime dobri dela, a da gi izbegnuvame lošite dela. Wa hubbul masakin, o Allah da gi sakame skromните luđe. Wa hubbu man yuhibbuk, i daj mi o Allah ljubav sprema oni koji tebe te ljubat. Oni koji go sakat Allah i oni koji go sakat pegambera, go molime Allah da ne napravi od njih i tije luđe da gi sakame, inša Allah ta'ala, i na sudni dan da vidimo proživljanje u društvo su pegambera sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru dawana in alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.